На локално ниво най-важно е да се едуцира населението за болестта, која се јавува се повеќе и повеќе и се јавува кај помладите генерации. Спомнавме дека има околу 100 дечиња кои се инсулински зависни од тип 1 и кои имат одредени потреби за лекување. И овде градоначалникот изрази особено залагање и интерес да ни помогне у дело на набавка на одредени помагала во врска со случаевите кои се јавуваат кај одредени пациенти. Иначе, главна работа на предавањата, као и денешното предавање што беше за диабетско стапало, е да се запознае населението со шеќерната болест, диабет, дека не е нешто посебно страшно, него треба да се едуцира населението се повеќе и повеќе за да се намалат таквите случаи. Во Македонија, нашето здружение во склоп со Сојузно здружение на Нова Македонија е национална база на диабетичари. Се формира и се полни и се прави. Ние треба на локално ниво да си направиме наша база која ќе биде во склоп со националната база на диабетичари, за да има државата одредена слика на каков тип на луѓе по старосни граници имат и каков тип на диабет и на кој начин треба да се интервенира. Тоа е моментално многу важна работа што треба во нареден период да направиме. Оваа вечерашна едукативна средба со Сдруженијето Гликоза овде од Струмица го одбележуваме јубилејот 100 години од откривањето на инсулинот како лек во третманот против диабетесот. На моје огромно задоволство, овие едукативни состаноци, средби со сигурност дека треба да продолжат, а се со цел, иако диабетесот веќе правно формално не се третира како болест, туку е како секојдневие, сепак недоволната превентива може да предизвика сериозни последици од она што можевме од денешната дискусија и дебата со лекарите и секако со диабетичарите да го научам и јас како градоначалник на општина Струмица. Впрочем, за тоа и се организираат таквите средби. Од денешната дискусија произлегува неколку конкретни заклучоци, а тоа е дека општина Струмица е спремна заедно со Сдруженијето Гликоза да направи својден регистар, имајќи во предвид дека имаме околу 6000 регистрирани диабетичари на територијата на општина Струмица, односно граѓани, жители на општина Струмица, од кои дури 100 од нив се деца. Затоа како заклучок произлезе нашата соработка да ги лоцираме кои се децата и секако во буџетот, доколку стасаме, се надам дека ќе стасаме, но доколку не стасаме во некој нареден ребаланс, да предвидиме такви ортопедски специализирани обувки кои што можат да третираат и да спречат појава на диабетско стапало, а се со цел превентива кон тоа што е опасноста од диабетесот, особено кај децата, во не дај Боже ситуација, ампутација на прсти, ампутација на нога.